Еве не повторно назад во студиото и веќе ја имаме нашата Ивана, за која ова утро беше прилично предизвикувачки и екстремно тешко да се стаса на локацијата за да се вклучиме и да те поздравиме. Прво да ти посекам убав ден, Ивана, и да те прашам како помина со дождот, дали стасавте безбедно? Добро утро, Сузе, и до тебе. Да, Скопје приличносно знаеме дека како никој не пише на правило е дека кога има поголем интензитет на дожд, дека Скопје буквално има гужви на секоја раскрсница, односно метеж во сообраќајот, па навистина како што спомени ти беше предизвикувачки да се стигне навреме на дестинацијата на која што ние се наоѓаме, како за нас така и за нашиот денешен гостин, со кој што ќе зборуваме за вториот поред самит за вештачка интелигенција, кој што ќе се одржи на 3 и 4 октомври оваа година, токму овде во Македонската опера и балет. За тоа што ќе донесе вториот поред самит во Македонија, иако како нив за организација трет, ова утро ќе разговарам со Филип Аврамчев, кој што е дел од организаторите на AI самитот во Македонија. Ќе ви посакам добро и убаво утро. Филип, што ќе донесе второто поред издание на самитот за вештачка интелигенција во Скопје. Добро утро на сите гледачи. Да, како што напомена, второ издание во Скопје, но вкупно трето издание на AI Tech Summit. Покрај првото издание лани во крајот на септември, почетокот на октомври, решивме и направивме исти ваков настан самит во Малага во Шпанија. Така што затоа велам трето издание на AI Tech Summit. Во Скопје повторно ќе донесе една плејада на луѓе, говорници од познати светски компании кои што секојдневно работат во полето на вештачката интелигенција во своите индустрии. Значи, повторно имаме говорници од гигантите како Google, Microsoft, Nvidia, така натаму, но имаме и говорници кои што работат во одредени индустрии, например во банкарство, од UBS од Швајцарија, во фармација од Такеда и од Мерк, понатаму имаме и во модна индустрија и од различни индустрии, така што ова е некој, да кажеме сега пак на англиски, cross industry summit, значи во повеќе индустрии, луѓето кои што работат на тема вештачка интелигенција, апликативна примена во нивните индустрии, значи буквално за да видиме како во секој индустрија, во секој бизнис се имплементира вештачката интелигенција. Така, речиси пред една година точно може да се каже, на истово место негде бевме од прилика кога го најавивме првиот самит. Се сменјали очекувањата од тоа што ги имавте претходни, тоа кои ги имате очекувањата сега за вториот во Скопје? Па, видете, нашите очекувања не се сменети. Минатата година беше полна салата. Единствено, малце поголем проблем ни беше минатата година кога објавивме програмата, одредени луѓе не веруваа дека овие луѓе ќе дојдат, така што годинава видоа луѓето 95% од говорниците што ги најавивме минатата година дојдоа, бидејќи имаше некои, нели, поради обврски и така натаму не успеа да дојдат, но дојдоа. Истото се случи и во Малага, истото ќе се случи и годинава тука. Значи, очекувањата наши се, мислам, очекувањата да имаме феноменален настан и сите ние да научиме нешто повеќе во полето на вештачката интелигенција, а поготово македонските компании кои што чуле, знаат нешто, некои работат на случајот, но многу подобро е да кажеме да седнат со овие луѓе, да поразговараат, пошто покрај сесиите и да кажам така наречени предавања, излагања на говорниците, истите сите ќе можат во холот да направат муабет. Мислам, луѓето се толку приступачни, толку отворени, толку сакаат да споделат нивното знаење, така што нетворкингот на оваков настан е од голем бенефит не само за соговорниците, него и меѓу македонските компании, но пак да повторам, не се само македонски компании, веќе имаме сериозни, да кажеме, веќе повеќе од 30% од картите се од регионот. Србија, Косово, Албанија, Црна Гора, Романија, Хрватска, така што имаме голем интерес, веќе картите се скоро распродадени на еден месец пред настанот, така што ако некој не гледа и е заинтересиран, апелирам што побрзо да обезбеди карта.
Така, ви гледате очекувањата ви се исполнени ли, оно што го имавте за минатата година, така ќе биде, верувам дека и оваа година. Кој буди најголем интерес еве за да биде дел од еден ваков самит кој што дефинитивно е оно што ни се случува во денешницава, но и оно што ќе иде напред во поглед на вештачката интелигенција? Овака, покрај големите македонски компании, најголем интерес нормално има во IT индустријата, но имаме сериозен интерес и од банкарскиот сектор, фармацевскиот сектор, така што во главном големите индустрии, поголемите фирми, но има и, да кажам, најразлични сектори кои што можеби никогаш не сме ги рачунали како да бидат заинтересирани за еден ваков настан, како дистрибуција, дистрибутивни фирми, има и транспортни и од Србија, и од Македонија, и светски реномирани, така што има голем интерес, мислам, од најразлични индустрии, некогаш и изненадувачки за нас, како одредени фирми кои што работат сосема нешто различно, се заинтересирани да научат повеќе, но јас да тоа аплаудирам, бидејќи луѓето сакаат да фатат чекор со времето, бидејќи вештачката интелигенција многу ќе ги промени работите, како функционираат фирмите, како и ние функционираме во животот, така што порано се фати чекор со времето, бидејќи цел свет веќе сериозно ја применува вештачката интелигенција во своите индустрии. Тие што покасно ќе се качат на бродот, можеби ќе заостануваат, затоа добро е да се запознаеме, добро е да научиме повеќе и полека, малце по малце да имплементираме делови од вештачка интелигенција во нашата работа и во нашиот целокупно функционирање. Да, Филип, колку според вас сметате дека и во Македонија се следат чекорите на вештачката интелигенција и се што носи таа во денешно време? Па добро, голем дел од луѓето со излегувањето на ChatGPT, кои што работат во приватен сектор, поготово надвор, користат одредени сегменти, но тоа е она што нам ни е достапно и јавно да користиме некои алатки, што за без пари, што за некои ситни $10-20 месечно, но полека мислам дека и фирмите сериозно навлегуваат во имплементација, во некои посериозни делови. Тоа е, мислам, тоа мора да биде некоја имплементација, тестирање на модели, користење, дали за некои процеси внатрешни, правни и така натаму. Мислам, има на многу полиња може да се користи вештачката интелигенција. Ние кога дискутираме со одредени фирми како не знам, од таква некоја индустрија по-специфична IT, ние користиме не во делот на што ни е core бизнес или главното, него користиме во сите други аспекти. Така што многу апликативни примени има и интересно е да почнат фирмите да користат, да тестираат, можеби за нешто што мислат дека ќе им користи, нема да им користи, дека ќе им користи за нешто друго. Така што добро е полека да навлегуваат во апликативна примена, тестирање на модели, разговарање, затоа веламе добро за нетворкинг, ќе видат како светските компании користат, каде можеби тие се зафркнале каде што користат, каде можеби не очекувале а користеле вештачка интелигенција и им ги подобриле процесите и им зголемиле дали продуктивност, дали профит и така натаму. Така, 3 и 4 октомври оваа година, датумот кога се одржува AI самитот, се надевам дека ќе се спремате, ќе се подготвувате и за трето во Скопје издание. Да, дефинитивно, мислам, AI Tech самитот тука секоја година ќе се одржува, можеби ќе оди и на други локации, но Скопје е дефинитивно наша база и тука ќе останеме и сакаме од година во година да бидеме и све подобри во организацијата, да бидеме све поинтересни, не само како што реков за македонски фирми, него од AI Tech самит во Скопје да направиме регионален, па зошто да не и светски настан, каде што во блиска иднина ќе доаѓаат и светски фирми кои што ќе нудат производи и ќе сакаат да понудат нешто и на македонскиот пазар. Па добро, на некој начин веќе и регионален или дека се има учесници кои што доаѓаат и од соседните земји, кои што сакаат да слушнат и да видат што носи новото време во вештачката интелигенција. Да, регионален, мислев паневропски регионален, не балкански, него буквално европски настан да биде, па зашто не и светски. Од тој аспект мислев регионален.
Така ви благодарам на одвоеното време, ви посакувам успешно второ издание. Многу задоволни луѓе кои што ќе се стекнат со нови знаења од тоа што носи вештачката интелигенција. Благодарам, имајте вие убав ден и се гледаме на 3-4 октомври овде во Македонската опера и балет. Да, еве тие се датумите која ќе се одржи вториот поред во Скопје самит за вештачка интелигенција 3 и 4 октомври 2024 година. Местото е Македонската опера и балет, така што Филип спомена дека веќе картите речиси се распродадени, сите оние кои што сакаат да бидат дел и да слушнат повеќе за тоа како функционираат големите гиганти на светско ниво, секако благодарение на вештачката интелигенција, дојдете и бидете дел од овој втор самит кој што се одржува во Скопје за AI или за вештачка интелигенција. Благодарам многу, Иванче. Таму е така како што е. Вештачката интелигенција беше тема која што го окупира вниманието на публиката.